Со нас овде во студиото е градоначалникот на општина Бутел, Дарко Костовски. Добар ден и добре дојдовте. Добре ве најдов. Она за што би сакала да го почнеме разговорот е дека денеска во населеното место Визбегово со поддршка од директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам и со поддршка од Министерството за внатрешни работи направивте дополнителен увид на улицата Јадранска магистрала. Минатата недела пак, петокот мислам дека беше, вие имавте една акција за уривање на дивоградби и рековте дека општина Бутел ќе има нулта толеранција за бесправно изградени објекти. Да, токму така. Пред се ова да ви одговорам, морам да истакнам една многу важна работа, а тоа е дека по самото доаѓање на позицијата градоначалник забележав буквално дека во претходниот период, особено претходните 4 години, имало урбано дивење на територија на општина Бутел и може би лоциравме некаде околу над 200 дивоградби кои што се факт на територија на општина Бутел, куќи во кои што веќе живеат луѓе. Сето тоа било допуштено, веројатно тоа треба да биде предмет на истрага на кој начин било допуштено без документација да се градат сите овие куќи. И она што сакам да го истакнам е дека откако што сум јас градоначалник, буквално нема ставено ниту една цигла дивоградба. Редот е на она ниво на кое што е потребно, како што треба да изгледа на модерна, па и би рекол европска општина, и во таа смисла не само што не дозволуваме диво да се гради, туку и секој обид кој што постои за дивоградба гледаме да го санкционираме што побрзо можеме, и во таа смисла веќе неколку решенија се донесени за отстранување на дивоградби. Веќе започнавме и во идниот период ќе има уште неколку, па можеби и деценијски проблеми кои што создавале одредени градби на одредено место кои што се диви, сега ќе бидат отстранети. Да бидам реален, не може сите забележани дивоградби да бидат веднаш отстранети и така натаму, бидејќи до тоа ќе доведи, сигурен сум, и до дестабилизација на државата, и затоа тука треба една убава сериозна истрага што точно се случувало на територија на општина Бутел. Вака ексклузивно го кажувам, но одговорно стојам позади тоа што го кажав. Утрово заедно со директорот на Државниот градежен инспекторат бевме во Визбегово, и да не должам премногу, се што е спротивно на законот, таму изградено, станува збор за одредени огради, најчесто и некои мини објекти кои што пречат за изградба на новиот пат Јадранска магистрала, кој што треба да биде изграден во блиската иднина, ќе биде отстрането, и веднаш уште денес инспекторите од општина Бутел започнаа постапка за таму да биде почитуван законот. И тука не треба премногу да се навлегува. Значи, се што е согласно закон ќе биде оставено, се што е без дозвола за градба и со заобиколени, би рекол, законски процедури, секако дека ќе биде отстрането. Во секоја нормална држава така и се функционира. Да, но за жал кај нас не било тоа пример во минатото, и вие станувате градоначалник на една општина каде што гледате дека веројатно секој второ нешто што се изградило било на диво изградено и без документи. Се надевале дека ќе го легализираат. Па веројатно чекаат и некој закон за легализација и така натаму, но и било дозволено. На кој начин било дозволено, тоа треба да се запрашаат граѓаните на општина Бутел. Кога сме веќе кај уривањето на дивоградбите, морам да споменам, нема да ми забележите, но минатата недела по она што го објавивте на социјалните мрежи, уривањето на дивоградбата, имаше разноразни коментари од тоа дека тоа било фейк градба, па вие за лајкови го имате тоа направено. Каде е вистината во целата приказна? Вистината е би истакнал само една аналогија. Реков на почетокот, во едно такво урбано дивење воведовме ред ниту една цигла да не биде диво поставена. Ова што се случи не беше тврда градба, и токму заради тоа што не беше тврда градба, не ни беше предмет на истрага на градежен инспектор, туку комунален инспектор настапи, бидејќи стануваше збор за практично странување на шут градба, личина градба, но не е тврда градба. И во таа смисла, она што јас лично проценив е дека одредени структури пробуваа дали ќе им помине нешто. Вака за да биде појасно на гледачите. И затоа решивме веднаш да биде отстрането, за да не се допушти
нити момент некој да размисли дека може во Бутел да гради на диво. Еве, јавно кажувам, во Бутел не може да гради веќе никој на диво и ако се случи тоа, веднаш ќе биде постапено согласно закон. Добро би било да биде така и во сите општини во Македонија. Би истакнал една работа дека пак некако се навраќам, но во Бутел било драматично во претходните 4 години пред да бидам јас градоначалник. Буквално драматично како таму закон да не постоел. Има проблеми во другите општини по однос на она што го согледувам со моите колеги, но не било вака драматично во Бутел. Сега вие од една таква драматична ситуација, каде што сите се навикнати во најголем дел на број на луѓето да градат без документи и се тоа да им иде брзо и да воведете ред, е вака доста интересна ситуација и некогаш и објавив на социјалните мрежи, се соочив со еден куп лични закани по живот и така натаму, но сето тоа помина. Тоа сакав и да прашам, обично во такви ситуации доаѓаат што анонимни, што директно упатени закани. Искрено се надевам дека ништо од тоа нема да се оствари, а вие ги истраете во тоа да бидете општина во која што нема да има бесправно изградени објекти. Кога се нафаќате на јавна позиција, особено да бидете градоначалник, особено во Бутел, треба да бидете свесни за многу работи. Јас бев свесен и некако дури не допираат до мене. Тоа со дивоградбите ќе го оставиме сега на страна, одиме со други активности кои што ги има општината, ги има доста. Значи, се приклучивте на барањето или иницијативата за да се вратат имињата на улиците по старо, како пред 5 години. Вам потоа ви се приклучи, значи вие се приклучивте на иницијативата на вашиот колега од Газибаба, вам потоа ви се приклучи општина Аеродром. Практично сите 3 општини се приклучија на барањата на граѓаните. Започна се точно со општина Газибаба, потоа продолжи општина Бутел, па пред известно време и општина Аеродром. Зашто станува збор? Уште еднаш да појаснам, станува збор за иницијативи кои што стигаат до општините од страна на граѓаните. И за да бидам појасен, на тие иницијативи нема само подпишано етнички македонци, бидејќи некои сака да го злоупотребат сето тоа. Туку има подпишани буквално од сите националности луѓе, кои што не бараат да се променат имињата. Туку бараат да се вратат старите, но овие грубо променети имиња без да знаат они. Ке ве потсетам, тоа го направи Шилегов, додека тој го администрираше градот Скопје, некаде пред изборите, веројатно за некои ситни политички поени да добие, без знаење на граѓаните. Нема да можам во моментов да го цитирам законот, но некако би парафразирал. Од прилика, за да промените една улица, треба да имате добра причина за сето тоа. Една од поклучните причини е некако да биде таа улица навредлива за државата и така натаму. Во најмала рака, вие треба да ги известите граѓаните што таму се случува. Овој пат нити имало доволна причина, нити пак ги известиле граѓаните што се случува и тие практично кога ќе променат својата лична карта, лични документи, тогаш забележуваат дека нивната улица има некое ново име, бидејќи сето ова се протна на еден шверцерски начин без да знае јавност и по само до тоа вие гледате дека се фрла одредена сенка. Секогаш кога политичар прави нешто, превзема нешто, а тоа не го обзнанува јавно, нема транспарентност во сета таа работа, секогаш имате сомнеш дека нешто крие. Но јас овде имам сомнеш дека ќе успеете да ги остварите плановите, бидејќи овој пат ви зависат од луката на градоначалничката на Скопје. Но знаете како, особено политиката не е спринт на 100 метри, таа е маратон и во овој момент точно е сите полуги на одлуки поврзани со оваа тема се во градот Скопје и тука нема дилема во Советот и во градоначалникот. Иако јас искрено се надевам дека може би и ќе смогне сили сето ова да го направи градоначалничката на градот Скопје, бидејќи некаде на почетокот на својот мандат таа и говореше во некои кулуари дека сето ова ќе го направи, но некако сето тоа замре, бидејќи политичките ситуации се променија и затоа еве би ја потикнал во оваа ситуација да ги испочитува иницијативите од веќе 3 скопски општини, а мислам дека нема да запре тука, дека ќе ви се дека ќе се приклучат и останатите, барем уште 2 сигурно. Па може би и повеќе. Реков барем уште 2 сигурно. Да продолжиме со она што е активност во овој период ваша, станува збор за именување на директори, доделивте решение на директорите на основните училишта кои што се во ваша надлежност. Точно. Веројатно има и смена на одредени имиња. Да, има и промени. Практично се водев од принцип да бидат искрени и честни луѓе, секако професионалци
и една од клучните работи, каде што не е исклучок во ниту едно училиште, е да потекнуваат од матичното училиште, бидејќи сметам дека тој тип на луѓе ги познаваат најдобро проблемите во основните училишта. А пред да бидат назначени официјално како директори, тие веќе неколку месеци беа поставени како веде за сето тоа да биде испитано, да видиме на кој начин ќе се движи работата. Исклучително сум задоволен од сите поставени директори и се надевам дека ќе продолжат на начинот на кој што работеа во тој условно речено пробен период, за да видиме како сето тоа ќе изгледа и така во таа смисла сметам дека ќе продолжат со успешната работа во училиштата како директори. Кога сме кај училиштата, да споменеме дека ново детско игралиште направивте и ново партерно уредување во основното училиште Петар Здравковски Пенко. Веќе 15 до сега нови детски игралишта во период од 2 години на територија на општина Бутел. Ова е последното, да, меѓу последните, да, во моментов се граде и на 2 места други, за неколку дена ќе бидат отворени. Би споменал тука и дека во секое населено место се трудиме да изградиме по еден спортско-рекреативен центар, значи спортски рекреативен центар кој што содржи фудбалско, баскет игралиште, детско игралиште, парковско уредување, не само игралишта. Така да некаде наметнавме на динамика пред изборите, најавив 4 вакви спортско-рекреативни центри, но убеден сум дека до крајот на мојот мандат ќе има минимум 10. По однос на спортската инфраструктура можеме да се пофалиме дека за периодот скоро речиси 2 години имаме изградено како можеби за 20 години наназад. А до крајот на мандатот тоа ќе проценат граѓаните. Најавивте и бесплатни униформи за учениците кои што учат во општина Бутел, во сите училишта општински. Да, и ќе го оствариме тоа, бидејќи сметам дека не сме особено во таа возраст да се јавува социјална разлика. Мислам дека ќе им олесниме и на родителите, но и на развојот на учениците, за да не се почувствува некој дека нешто има повеќе материјално или нема, затоа што на крајот од денот е сосема небитно кој колку поседува материјално. Мислам дека тоа е повеќе од јасно, но добро е во таа возраст тие деца и тоа да го живеат. Така да во оваа смисла мислам дека ќе помогнеме и на родителите и на учениците и се надевам дека тоа ќе биде традиција за секојаш во општина Бутел, да може општината да помогне да се вклучи да набави униформи за учениците. Лето е идеално време за градежни активности насекаде. Така и во општина Бутел. Докаде е изградбата на новиот плоштад и новиот парк Плоштадот Слобода. За прв пат се гради еден плоштад во Бутел. За многу кусо време, некаде за 20 на дена од сега, согласно информациите од Сабајлево, ќе биде отворен и конечно општина Бутел ќе добие едно место каде што ќе можат луѓето да дојдат да рекреираат, да си поседат, каде што ќе немаат галама, ќе немаат близок контакт со автомобили и така натаму. И ако сите оние спортско-рекреативни центри кои што ги спомнав претходно предвидуваат места во себе кај што може да дојдете и да се одморите, веќе кажавте дека следи дека е поволно летото за градежна офанзива, ние практично за оние кои што сакаат да градат, за оние кои што не сакаат. Ние практично најавивме и лани имавме градежно лето и оваа година би го споменал тука крунскиот проект, а тоа е изградба веќе во финална фаза тендерската постапка, за моје големо задоволство, верувам и за граѓаните на општина Бутел, при што ќе се изгради во должина од километар и 400 метри поточно во Радишани целосно ново корито на реката Серава и нова тримпатека, нешто што беше наше едно од најголемите предизборни ветувања. Бидејќи со реката Серава имавте, не вие лично, општината Бутел имаше години, децении наназад проблем, особено во периодот на поројни дождови. Па се излеваше од коритото. Не само што нема да се излева, туку ќе добиеме едно место за рекреирање какво што бутелчани немаат, граѓаните на општина Бутел. И во таа смисла ова ќе биде прва фаза, но не би завршил тука. Веројатно при крајот на мандатот ќе почнеме и втората фаза, а тоа и во останатите делови на општина Бутел, онаму каде што има корито се догради тримпатека, таму каде што нема корито, тоа ќе остане уште еден многу мал дел да се изгради и корито. И добро би било во период од известно време да се поврзе целата таа траса, да има една тримпатека каде што ќе можат луѓето да рекреираат. Да, убаво напоменавте, со ова решаваме повеќе децениски проблеми. Тоа го решаваме на убав начин. Тука би ги споменал и бидејќи станува збор за градежно лето, една нова, сосема нова тура на асфалтирање на улици, некаде 25 на број, меѓу кои 5 се големи поклучни сообраќајници и со тоа ќе заокружиме некаде околу 60 нови улици за само 2 години. Тоа
динамика која што не е одговорно тврдам, која што не е позната во минатото. За Бутел зборувам. Додека зборувате, се сеќавам дека пред, да речеме, повеќе од деценија, вашиот колега тогаш од општина Кисела Вода велеше, лесно му е на оној од Карпош да се фали дека направил детски игралишта кога урбанистички му е се средено. Така. Јас правам ваму канализации и тоа чини многу повеќе од средување на детски игралишта, но е подземје и не се гледа. Вие имате вашата општина практично, што ја наследивте од вашите претходници, со многу такви нерешени делови каде што треба да се вложи многу, а резултатот за граѓаните е видлив само за оние кои што живеат. Практично под земја се гради, да не е видливо. За волја на вистината нема премногу такви делови, но убеден сум бидејќи многу чинат и убеден сум дека особено градоначалничката пред изборите, ќе ја споменам иако немав намера, вети на населените места Кучевачка бара и Белкамен на средба на која што бевме заедно, самата вети дека таму ќе изгради одводна канализација, но за жал тоа не се случи. Еве во оваа прилика јас велам при формирање на новата влада во која што сум убеден дека ќе ја предводи ВМРО ДПМН, овој проблем ќе биде надминат со државни средства. По однос на канализацијата не стоиме толку многу лошо, иако така изгледа Бутел како порурална општина, и во оваа смисла би ги пофалило, особено би го пофалил предходниот градоначалник, предходниот градоначалник Латиновски, кој што е покоен, дека навистина многу направи по однос на подземната инфраструктура, секако, секој со своите мани во одреден период, но ова е за пофалба и во таа смисла нема многу тука отворени прашања. Едно од поклучните прашања е водоснабдувањето во Љуботин и Љубанци, но за тоа ќе имаме за брзо ексклузива со најмоќната амбасада, или би рекол држава во светот, веќе имаме скоро финален договор да конечно се изгради таму водовод и исто така да се реши уште еден повеќе деценijski проблем. И некаде до крајот на мандатот, ако даде Господ, мислам дека ќе има 4 решени повеќе деценijski проблеми, 2 веќе на повидок и уште 2 ќе видиме за брзо. С оглед на тоа што изминативе 2 години државата, па и светот беше во една и здравствена и енергетска криза, колку тоа влијаеше на работата и што се ќе направите, особено за да се надминат проблемите со енергетската криза. Осетивме што значи да ни сијалиците по улиците да светат помалку, жителите на една друга скопска општина се жалеа дека живеат во мрак, децата не можат слободно да се вратат од училиште. Каква е состојбата во Бутел? Тоа беше најголемиот проблем со кој што се соочив јас лично. Стига астрономски сметки, ако во нормално време стигале околу 1 милион денари, сега стига по 6 милиони денари сметки. Не идовме на разбирање од ЕВН, па направивме на одредени рати неколку месеци, кога беше струјата екстремно, енормно скапа. Во таа смисла, веќе сме во финале на подготовка на подготвување на еден гломазен, голем тендер за ново лето осветлување, со кое што навистина премногу ќе заштеди општина Бутел и многу ми е криво што тоа никој претходно го нема направено, но ете ние ќе го направиме и сметам дека тоа ќе биде еден крупен чекор кој што ќе го осетат граѓаните на општина Бутел, не само по однос на тоа што ќе се заштедува, а ние повеќе ќе градиме, туку и по однос на нивното осветлување и брзо менување на светилки, кој што во моментов е факт дека не е така. И она што е исто така многу важно, што би сакал да го истакнам по однос на ова прашање, е дека се трудевме што помалку да штедиме, штедевме во одредено време, но мислам дека не почувствува директно граѓаните на општина Бутел да бидат во мрак како во некои други општини. Тоа е најважно нешто, бидејќи станува збор за безбедноста на граѓаните, за сигурноста на жителите на општината. Има ли нешто што не ве прашав, а сакате да го кажете? Па може би има многу работи што не ме прашавте, но сметам дека бевме вака доволно опширни. Во оваа прилика би сакал само да ги поздравам граѓаните на општина Бутел, да ве поздравам вас како новинар, вашата телевизија и да најавам уште подинамична работа од таа што беше до сега. Епа ние сме тука за да следиме што се ќе работите и се разбира да се видиме во некоја следна прилика. Јас многу ви благодарам што денес бевте заедно со нас и со нашите гледачи. Беше задоволство. Ќе се видиме и во некоја следна прилика.